Значи, не е професионално, не. И доцниш. Зошто да? Прво, добар дечко си. Немаш искуство, ова е професија, знаете. Јас немам искуство. Знаеш ли колку земји има модерно? Ај наброј неколку. Ангола, Англија, Андора, Памет ги учише, па азбучен ред ги кажуваш. колку е. Ја не барам во битниве земји. Значи, таму нека си одат Германија, Америка, се едно. Јас сакам негде, Јамајка, Калифорнија. Жаре, Калифорнија во Америка. Добре, те молам, значи, ај последен пат ќе ме ставиш негде амбасадор или не ме ставиш? Значи, не. Жаре, нема шанс. Требаше Никола Поповски да се го викнам тебе. Вечерашен гостин Никола Димитров. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Аплауз! Ово е Немен! Петервин, Маријан! Жарко Димитриевски, добре дојдовте! Не знам дали читате книги. Ако читате, во просветно дело има топ бестселери. Според ново истражување, ова е вистина, светот наводно се повеќе читал книги. Да, значи во обид ние да ја натераме јавноста да се заинтересира за одредени класици, направивме листа на книги, ама им дадовме различна содржина. Например, 1984, ама не е од Орвел. Не. Тоа е за 1984 станови за на Талевски во Битола. Така, значи гледате што е тоа. Така, тоа е тоа. Например, друга. Животинска фарма е приказна за тоа како работи Македонското собрание. Тоа е... Злостори казна, тоа е биографија на Груевски. Калугерот што не го продаде своето Ферари, бидејќи да не се лажеме, не постои поп што би го продал својот џип. Мислам, зашто? Зашто би го направил тоа? Повик на дивината, тоа е Наум Петревски кога ќе го барат за налов. Тоа е повик на дивината? Тоа е, да. Слушај, не знам дали знаете, ова е исто вистина. Во Азија има ресторани што имаат целото менije со имиња од познати. Значи си нарачуваш Доналд Трамп и ти носат некаква храна. Така. Знаеш, тоа е многу добра идеја, треба да ја направиме и тука. Добро, кај нас бурекот сигурно Јанко ќе се вика. Бурекот ќе се вика Јанко. Четврт Јанко со месо, дајте. Јанко со месо. Друго можеме шеќерната торта, некаква блага шеќерна торта. Радмила да е крстена. Да. Да. Тоа е како бомбона е мал. 5000 евра ја ставим. Бомбона се? Бомбона торта. Бомбона торта. Добро. Види, Кока-колата сигурно Амди ќе се вика. Нема збор. Нема збор. Види, ама стварно. 102,5 евра. Вау. Види, може исто да нарачаш Зоран Заев, а да ти дадат американски хамбургер. Со краставички. Ова е цела краставички. Силван, ова Чини само момент. Евро за тука, евро за вицето. Силванева ќе се викат како сендвичиња за попат тие ќе видат, за носење. А за напад? Да. Добро, јасно. Силванева. Силванева. Океј. Ќе има нормално, како во секоја добра пекара, ќе има празна кифла, што ја јадевме кога деца. Ова е празната кифла Жорже. Празна кифла. Растителен кашкавал Мелита. Еден тост со Мелита дај. Добро. А знаеш ли што ќе биде Елена Ристевска? Што? Елена Ристевска тие текила со лимони и од страна 10.000 коментари изрендани. Спивам лошо чао, јаболко со цимет.
особено пријатна ароматична напивка, воедно и антисептик. Одличен е за борба против бактериите. Вие планирате си полека новогодишна вечер, дома е здодевно и монотоно, затоа правец во савана имаат аранжмани боли глава. Не го пропуштете, Нови Сад само 99 евра. А за добра исхрана одете во просветно дело и побарете авторката Ана Чубела со трите готвачи Хроно Кујна, Хроно Старт и Хроно Пецива, да сте во чекор со трендовите секогаш фешенел. А сега човек кој што знаете како за исхрана, тоа е нашиот омилен гостин, идниот министер без ресор, Мешевски! Седи Мешевски! Мешевски! Како си? Да, фала. Како Седи си. Малце си како уморен, некако како да си без енергија. Не бе, зашто без енергија, да ти кажам. Така ми делуваш. Не бе, само ракава ме боли многу, ми искина од болење, да ти кажам право. Де бе, раката од шо те тера да копате таму по влада, шо е работа? Не бе, ама цело време подпишуваме нешто, бе, да ти кажам. Шо подпишуваш, бе? Закони за покачување на плата. Ќе покачувате плата? Yes! Да ќе Добра покачуваме, бе, брат, Добра ама. влада. Кај нас у влада ќе си покачувам. Се утепавме од работа, бе, и ние сме луѓе, живот да видиме малце, бе. А за нас А за нас? За кој вас? па Бога да чуваме што се. И за нас, да, и за нас. Среќа што ми даваш нека да се повозам у Мондеото, иначе ќе видиш што ќе. Добро, нема веза. Океј. Продолжуваме понатаму со Мешевски, инаку сега ќе направиме еден новитет кој не сме го направиле одамна, а тоа е ќе ви ги покажеме моите предвидувачки способности. Значи, не знам дали знаете, јас сум во слободно време јасновидец, а во тоа ми помага мојот колега од Куманово, господинот исцелител, се разбира. Така да со негова помош ќе предвидиме некои работи. Мешевски има во себе пликоа. Така е. Тоа се специјални пликоа, јас не ги знам, Блендирани, не сум ги видел. запечатени, ништо не Така знам. е, содржат прашања. Значи има Така е. разни прашања, а јас ќе ги давам одговорите на прашањата уште пред да ги видам. Значи одиме, тоа е јасновидецот. Ајде Мешевски. Појле. Иване, кажувај. Одговорот е Берлин, Абу Даби, Сидни. Одговорот е Берлин, Абу Даби, Сидни. Прашањето е каде сигурно нема да патува Груевски. и не само Груевски, туку и другарчињата. Добро. Исцелител, помагај. Ау, 2 раки, мешана салата, пинџур. 2 раки, мешана салата и пинџур. Прашањето е кој ќе биде насловот на новата песна на Елена Ристевска. Идеме трет. Чека албумот на Елена Ристевска, сигурно ќе се вика Вкусот на традицијата. Фјучери калачки. Боксерска вреќа во теретана. Боксерска вреќа во теретана. Како што е вработен Саше Политико во влада. Пред да ти дам само нешто. Што ти кажува? Како ти кажува? Кој ти гласови слуша? Исцелител бе, исцелител. Ми говори. Ти говори. Да, У главата ти ми говори. исцелува. Одговорот е требаше да обијам банка, бе. Како не обив банка? Прашањето е, што си вика крадецот на 100 кебаби? Како не обив банка? Прашам Тоа е со само што нешто. правосудниот систем нешто поврзано. Исцелува. Што е тоа? Бе? Те целива. Те цели. Те 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 бацува, така? Те бацува. Те исцелува. нешто ко целулит. По цело. Исцелита. Ко целулит нешто. Исцело. Не е половично. Дај бе малку. Ајде бе. Одговорот е чист воздух. Хамбургер од 70 денари. Седмица. Млади луѓе. Млади луѓе. Чист воздух, хамбургер од 70 денари, млади луѓе. Може би и 8. Наброј 3 работи кои веќе ги нема во Македонија. Видете, тоа е причинско последични. Значи, младите се одселени, где су млади ту е шала, затоа и тука нема шала. Где су млади, ту е шала. Оу, биро за вработување внуци. Биро за вработување внуци.
Бюро за вработување внуци, вика како е новото име на Ману. Бюро за вработување внуци. Како не им е срам? До 15 години. До 5. До 15 години. Знам ти што мислиш дека. Не е ништо такво. Века, до колку години треба да имаш за Кевин Спейси да те примети? До 15 години. Светски шеги. Вау! Никаква смисла за хумор. Жар. Апсолутно никаква смисла за хумор. Жар, ти. За среќа не. Штет. Делум на сила право. Што треба да имаш за да си сценарист во еден на еден? Брати се. Брати се вам. Дај. На. Исцелител, помагај. Иван, многу ми викна. Се откаже Не, исцелител. многу ми викна. Ми викна силно. Него исцелител. Вика вака. Знаеш дека може и од овде да гледа. Белата куќа, пирамидите во Египет и креветот на Маријана. Наброј 3 места во кои што би сакал да бидеш. Креветот на Маријана. Креветот на Маријана. Мајка ти Маријан, Шо ја се откај? сестра ти Маријан, Полека. вујна ти Маријан. Мајка ти, сестра ти, вујна ти, брат. Вика најброј 3 женски особи што му мислат добро и се грижат за Маријан. Тоа беше јаспанидецот. Назад во еден ден и одиме со нашиот гостин денеска. Нашиот гостин е цел живот во дипломатија, одново е во политика, еден фин господин кој што е омилен на многумина кои не толку следат политика. Да, добро, зборувам за жените. Да, омилен е кај жените. Ќе љубоморам сега кога ќе седне тука, бидејќи ќе видите всушност колку е повисок и позгоден, но тоа е реалноста. Тука е министерот за надворешни работи Никола Димитров. Министре. Што нема? Никола Димитров. Ова намерно ли е смудо верите? Не случајно, не случајно. Сакам прво да те прашам за тој пиц-пец изглед што си го носиш секаде со тебе. Знаеш, пример, не е лесно, како машко, не е лесно секогаш да речеме сакото да ти е кој што треба. Ова копчево мораш да се го закопчиш до горе. Добро, благодарам на советот. Така, кажувај ми, знаеш, вака додека тераме. Знаеш, не е лесно сакото да ти е цело време испеглано, кошулата испеглана. Како успеваш цело време? Како може сакото да не ти се изгужва никогаш? Цело време се нови, извадени од закачалка? Не е баш. Добро. Има сега сите со своje, нели? Јас се справувам вака. Прво кошули се проблем Проблем се, нели? и мора да се има прилично доста слични. И да бели се супер кошули пеглани, јас си пеглам сам. Сам си пеглам? Сам си пеглам. Браво. Шега од недоверба према други пеглачи или те одмара? И рутина ми е. Така. Добро. А За сакова? сако тешко е да се пегла. Апсолутно. Има една тајна што врши работа. Добро. Се пушта жежок туш во што е можно помалку патило. Добро. Се закачува сакото на закачалка Така. и парејата за 6 до 8 минути го прави прилично пристојно. Ти можеш да си моден блогер. Паметно, Немам пробана со кошула, али сакото се прави сако џаб. средува. Кул? Се средува, Одлично. Ајде да фатиме вака. Роден на
ова се зезав нели цел живот во политика и дипломатија, не си бил баш апсолутно цел живот. Ете го. Ама ова е, да, ова е вистина. Никола на колку години е ова? Кој знае? 2, веројатно, да. 2 години, а роден на 30 септември, дупла вага му доаѓа тоа во хороскоп, така, во годината. Дупла вага мерам, Мериш? балансирам. Ептен балансираш. Балансирам, да. А- И праведност. Секако. А веруваш во такви работи? Во смисла хороскоп, астрологија? Па знам, имам муабет, не знам дали верувам. Сестра ми е исклучително посветена Браво. и често ми кажува иде Јупитер, супер си, Марсот ти влага у таа куќа, внимавај. Ја консултираше за Така емисија? што не, Не, може греши, значи. можно е. Ќе видиме, ќе видиме. Добро, добро. А кажи ми сопругата, што ти е во хороскоп? Она е на граница меѓу вага и шкорпија. Како успеа да речеме да бидејќи добро сега претпоставувам како и секој маж кој поминал години имал повеќе или девојки и сето тоа, ама еве како успеа баш сопругава да ја заведеш? Имате некоја приказка нешто или Многу ме бива во енергетски поглед. добро? Продолжи. Трепкам убаво. Трепкам убаво. Аха. И Вежбано ти е тоа? добар сум на зборови. Оратор. И во основа првата вечер го симнав прво месецот, Оу. втората сонцето. Тоа беше и не сум лош во играње, Сериозно танц? што исто е предност. Одлично, тоа е. Помага. Ретко кај мажи. Значи на свадба која доаѓа забавниот дел, подалеку од министерот, подобро игра, а? Има министри по регионов пеат, Има. има министри што се по, нели, По танци. по танцот. Ајде вака. Меѓу другото, советник за национална безбедност, заменик министер, амбасадор, министер, знаеш, се добива впечаток како сега on a more serious note што викаат, како цел живот нешто да било или дипломатија или политика, некогаш нешто друго. Си работел надвор од ова? Во средно бев гардеробер, Ау, браво. имаш еден клуб мейкап. Бев добар гардеробер и ме унапредија во правач Шеф на на гардероб. Нескафе и мијач на чаши. Супер. Како награда. И бев... Имаше едно лето, имав спор со моите и морав да си го само финансирам одморот. Добре. И бев келнер во диско во Струга. Келнер во диско во Струга. Во Струга. Значи ти за да одиш на одмор, мораше да отидеш да бидеш келнер. И бев добар келнер. И беше добар келнер. Чекај сега, ама ти си баш скопјанец, така? Скопјанец, да. Скопјанец во Струга, како се снајде? Па немаше бакшиш, а се снајдов. Така, Се снајдов, добро, да. кул. Правник си, така? Да. Зошто баш правник? Зошто не знам, било што друго? Сам си сакаш или? Прво сакав да бидам музичар, бидејќи пораснав слушајќи ја мајка ми, она беше голем виолинист во тоа време. Добро. И она ми даде една студентка, вежбав 2 месеци и ми кажа дека ми рече еден ден, сине, најверојатно ќе треба нешто друго да правиш. Ова е многу тешка професија. После тоа, бидејќи двајцата се на некој начин во небесните науки, музика, татко ми е професор по филозофија, Аха. сака ме притисна да бидам инженер, Добро. да правам нешто конкретно и екзактно. Аха. И јас се запишев на машински, бев физика смер во Крчагин, се запишев на машински за да го направам меракот, го однесов индексот дома, не бев ни лош, мислам дека бев 7 на приемниот Добро. и после тоа отидов на правен. Колку Љубовта после е- тоа? Кратко? Еден ден, Ајде. Значи само еден ден беше на машински. во основа да, љубовта кон правото ми е на еден наш семеен пријател, професор Мерјановиќ, Така. кој што на 14 години ми го подари учебникот Кривично право На 14 години. и ја го прочитав и ми влезе. Имав малку и фикс на холивудски филмови каде што има порота Да. и
и каде што луѓе треба да се убедат Objection sustained. во нешто. Бев во тоа време заменик министер, многу кратко си дадов оставка после Така тоа е. околу Тајван. Така е. Проблемот беше што беа сите министри Ja ne znam kako nema jada toga čovječa, koga je to, Не ве видов. Што не кажете дека дојдовте. Време е за нов збор. Денешниот збор на денот ни е Verweisungsgesicht, што од превод на германски значи фаца на која ужасно и треба тупаница. А нешто што мене ужасно многу ми треба е тупаница. Е, чај. Добар чај. Само добар чај. Чај што сите го сакам. Good nature. Good nature. Good nature. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Нова колекција есен-зима од грчкиот бренд Evita. Модерна и квалитетна облека за девојчиња до 16 години во продавницата на Просветно дело во Скопје Сити Мол. Evita за девојчиња со стил. Запознаја новата Ford Kuga. Колку куга си ти? Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Ти треба заем? Секоја нова Forza апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш на forza.mk. Екстра понуда од АМЦ. 32-инчен Philips телевизор за неверојатни 9490 денари. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Патувај проверено. Незаборавни аранжмани за оваа нова година во Савана, авионски до Турција, Анталија Ултра All Inclusive од 399 евра и Истанбул со цена од само 299 евра, со вклучени аеродромски такси. Резервирај веднаш во Савана. Погледни поинаку. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации.
Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Прочитај повеќе. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова е Софи, светски позната докторка по флипсологија, науката за тоа како храната влијае на доброто расположение. Се извинуваме, докторке. Докторке, ми треба брзо решение. Кое е идеалното нешто за послужување за кога ќе ти дојдат старосватицата и старосватот на гости, а ти баш си се спремил да одиш и да читаш спот за витаминка? Благодарам, докторке. Навистина го имате лекот за секоја ситуација. Кембридж е еден од најпрестижни универзитети и не така лесно се стигнува таму. Нели? Тоа е вистина. Да. Во основа е најдобар. Како успеа? Оксфорд е добар, меѓутоа е полош. Ја мајката. Ова е првиот. Ова е првиот. А како успеа баш на Кембридж? Мислам, сигурно е многу скапо тоа. Сам финансираше, сам плаќаше или? Добив стипендија од Cambridge Overseas Trust, кој што во тоа време го раководеше принцот Чарлс. Вау. Значи, аплицирав, ме примија, аплицирав на неколку места за стипендија и добив стипендија од фондот на универзитетот. Стипендијата ти ја дава Чарлс лично парите или како оди? Ти вика, ќе се најдем у 6 вау на Пикадили, изволте. Имав прилика, не беше баш лично. Добро. И не беше одеднаш. Аха. Може би мудро. Сигурно. Туку одеше директно за школарина и така натаму. Јас се добивав месечно за издршка на некој начин. Меѓутоа имавме сите стипендисти на тој фонд прием каде што он дојде и прошета. Имаше едно обраќање и така натаму. Се ракувавте? И тоа имаше. Одлично, Ракување, одлично. Одлично. Но после тоа си се ракувал и со многу други големи личности, може да се каже, ама и за тоа ќе зборуваме после. Додека беше во Англија, препоставувам дека од таму ти е веројатно љубовта кон пеглањето. Таму сам си беше, така? Сам си бев и така си таму почна љубовта кон пеглањето. Да. Кај живееше? Живеев во една куќа со убав двор, ја бев на приземје, имав многу убав поглед. Аха. И бевме 13 постдипломци од различни земји. Добро. На 3 спрата со заеднички простории. Дневни, кујна, так. И така натаму, беше супер. Си помагавте вака од разни делови од светот? Имаше една италијанка спомна пеглање. Аха. Ја инаку готвев. Немој ми одиш на лошо. Не. Види, кај ти оди памети. Тоа е само до мене, веруј. Значи, она имаше проблеми со љубовните врски. Ми одиш на лошо. А јас бев стабилниот од сите 13. Океј. И јас бев советникот.
кој што решава проблеми. Така. И за возврат добивав миење садови и добивав масажа која ме болеше глава. Најс. Добар трейд-оф. Добра замена, добар трейд-оф. Правеше надвор нешто студирање во смисла, знаеш, бидејќи знам по такви големи универзитети дека морате спорт. Спортот горе-доле задолжително или не? Некаква активност физичка? Па не е задолжително, ама се поттикнува. Се поттикнува. Имаше нешто спортско? Јас почнав првиот месец веслање во осмерец. Со уште 7 познатите луѓе. трки, бев во вториот тим на коледжот, јас бев во Кингс коледж. Одлично. Сега не издржав, бидејќи вежба, да речеме 3 пати неделно, од прилика, меѓутоа почнува во 5,5 сабајле. И тоа беше напорно, дигнав раце после негде 2,5 месеци, ама имав слика, ме објавија во весникот од коледжот, така што можам да покажам. Имаш докази? Имам докази. 2,5 месеци бев во вториот тим на Кингс коледж. Добро, и бев тој што бев првиот што ритам држи. Значи има позиции, не е дека сите само... Овој што држи ритам е важен. Добро. Пошто сите го следат него, нели? Го следат него, има песни, сите го псујат него ако е пребавен, ако е и така на така. Значи вика, македонац, имаше така. Да свртиме малку на политика, како во кафана. Со 32 години си најмладиот амбасадор во Соединетите Американски држави. Во тој момент нема помлад, така, додека си таму? Имаше блиски, јас бев најмлад. Така. Но младоста не те спречува да правиш многу, како да речем, работи, па ниту да бидеш говорник каде што не си поканет. Сега ќе те потсетам на нешто. Значи, зборувам за еден настан што дознав дека се случил во Вилнус, Литванија. Не знам што точно се случило, ама знам дека Никола Димитров не бил никаде напишан дека ќе говори, а сепак си успеал среде цела таа елита да се најдеш на говорнички подиум. Како? Тоа беше 2000-та, како зборам. Тоа е 17 години. Да. Имаше обид и успеа земјите што сакаа да влезат во НАТО, да се здружат, за да бидат повидливи и за да си ги зголемат шансите тој процес да успее. Бев во тоа време заменик министер, многу кратко си дадов оставка после тоа околу Тајван. Така е. Проблемот беше што беа сите министри и немаше место за мене и доцна се пријавивме. Нашиот тогашен министер беше во Тајван во тоа време. Така, добро. И првата сесија видов дека не ме планираат за обраќање. Добро. И имав еден колега од министерството, денес уште работи. Договоривме на пауза, он да оди и да каже многу сме нервозни. Мојот заменик е млад, не е многу искусен, ќе направи голем скандал ако нема за него место за да се обрати после паузата. Ајде. И се вративме, ја излегов претходно, он отиде сам, и кога се вратив имаше место со надпис и така натаму. Македонија, Димитров. Ти покерашки изигра. Важно беше, кратко беше времето, требаше да се смисли нешто. Мораше блев да се пука. И имавме успех, го подпишавме документот, имавме обраќање и така натаму. Ама во ниеден момент не мислеше валјда да стварно да здувнеш, така? Тоа беше план А. Имавме и план Б и план С, ама план А успеа. План С не ќе да го знам кој знаеш, да го киднапираме, не знам кој. Важно беше, нели, да не има, да не слушна. Така, како буџети. Македонија, пример, располага, препоставам, со помали буџети од некои други земји. А треба, препоставам, да частиш, нели, валјда се случува, луѓе сте седнувате во ресторан на состанок, уживе, јас ке почастам. Има таков тип на пречки под наводници? Па треба креативна импровизација. Така, Во основа... Например, дај ми нешто нека пластично. Да речеме, јас бев амбасадор во Холандија. Имав еден ресторан што дозволуваше да служам македонско вино, кој што не го наплаќа. Изговорот беше дека сакам да го презентирам виното, што меѓу другото и не беше лага, меѓутоа главниот мотив беше да се намали на цена на вино, бидејќи голема ставка од сметката.
Така што имаше тука и малку треба и плюс нешто плюс што ќе овозможи, нели, ако нема веќе пари редовно тоа е реален предизвик. Чека, не луѓето мислат кога се каже амбасадор, луѓето мислат се е средено, се е платено, возачи. Так. Јас најчесто сум возел сам и во Америка и во Холандија. Ние, бидејќи велиш, ај сега сериозно, од 2009 до сега буџетот на МНР е намален 40%, а истовремено ширена е мрежата. Значи, имам повеќе амбасади. Отварали се повеќе дипломатски мисии, амбасади, конзулати и така натаму. Ќе имам една предпоставка, кажи ми дали е вистина. Не сите амбасадори знаат течно англиски. Ја ќе одговорам, да речеме, индиректно. Добро. Мислам дека имаме амбасадори што и сме имале, кои што не баш го исполнувале профилот. Ова е професија. Ние имаме амбасадори кои што се сосем други професии, кои што немаат еден ден искуство, кои што некога што успева, најчесто не успева. Тебе ти се случило лично да треба да вадиш некого од Белја? Баш заради вакви некакви работи? Ми се случило како дипломат, да речеме 4 годишно искуство негде во тоа време. Добро. Со еден наш амбасадор во една земја, да не именувам, нели? Добро, да. Значи не е бајка, вистина. Не е бајка, вистина е, ама нема да прецизирам. Добро. Амбасадорот не знаеше англиски, а имаше средба со шефот на американската делегација, многу голема, бидејќи имаше мултилатерален настан. Така. И тема беше меѓуетнички односи и некои други работи. Проблемот не беше толку во јазикот, бидејќи немав комплекс со тоа. Сите правиме се што треба за да оди работата. Така што јас, иако не бев преведувач, бев дипломат, релативно млад. Ама ситуацијава преведуваш. Се најдов. Така, добро. Сега проблемот беше што содржината на тоа што нашиот човек го кажуваше беше несоодветна. Добро. Беше став што беше многу далеко од официјалната политика на државата. И став што ако беше преведен точно, ќе направеше голем проблем во смисла на тоа како не гледаат и какви сме. И што направи? И јас решив да преведувам креативно. И зборував тоа што мислам дека треба да се зборува, а држејќи еден став дека преведувам, навидом. Чекај, и амбасадорот мисли дека си го преведуваш ти? Он може да, мислам дека не се виде кај него. Добро. Проблемот беше што на крај, кога станаа луѓева, се испративме, дојде една американска делегација. Добро. И на фин македонски јазик ми рече добро завршена работа. Јао! Да е рака. Така што ова е одамна, смеам да го кажам. Не ти било лесно. Кај ни е амбасадата во Њу Јорк? Сакам да кажам, кај сме? Амбасадата во Америка ни е во Вашингтон. Во Вашингтон ни е, а у Њу Јорк имаме конзул, значи. Имаме конзулати во Детройт и во Чикаго. Машала. Имаме три. Ако треба да споредиш со Скопје, во какво мало ни се згради, бе? Па, варира, не сме... Мало? Има некој наводно шо или нема? Наводно е во Вашингтон. Сериозно? Наводно е во Ти го направи Вашингтон. Тоа го направи еден од моите претходници што купи една прилично руинирана зграда, бивши француски конзулат во супер населба, која што се вика Калорама. Добро. И тоа може да се каже дека е паралела. Што значи супер населба? Живее некој елита таму или Па живеат, тоа се вили со своји дворови и Значи, така има натаму. приватни Живее секретарот бивши за одбрана Рамсфелд, тој не беше Доналд Рамсфелд комшија. живее до амбасадата Близко. македонска. Комши сме, Вау. близко е. Проблемот што беше... Ништо чудо што не призна. Проблемот беше што беше купена 95-та, руинирана, имаше внатре растеше дрво. Ајде. Имаше дури и сослушување на Сенатот, што правите, сте купиле имот, се намалува вредноста на имотот на
куќите околу. Некој ги излобирал да се јават и да кажат што правите. Точно. Добро. И кога јас отидов... Некој се знае кој? Јужниот сосед. Не знам. Приоритет беше да се дигне зградава и тоа се направи после многу перипетии кои што се за посебна книга. Добро. И ние сега имаме една убава пристојна куќа во убав дел од Вашингтон. Штедиме на тоа, бидејќи ние имајќи куќа бевме во канцеларии посебни, плаќавме кири и така натаму. А таму не се веројатно има и ефтини. стан, има и паркинг места и дури имаше и Блумберг, кој што беше градоначалник на Њујорк. Така. Има агенција за вести Блумберг. Многу позната. Успеавме некако да се договориме да ни ја изнајми за една вечер, Добро. да направи џурка голема во нашата амбасада и една прилично голема сума на пари да ни ја даде, меѓутоа некако пари, Добро. што ни треба од намештај, компјутери, скринови Добро. и така натаму, а они да плаќаат, а кај нас да стига. Во основа, средствата за опремување на амбасадата главно беа преку Дојде оваа од журката на Майкл Блумберг. од неговата, Майкл се викаше, мислам, неговата агенција. Да, браво, добро, сепак паметно. Да. А кога сме кај јужниот сосед, меѓу другото, нели, мора да те прашам за тоа, бидејќи долго време беше, како му доаѓа тоа, преговарач од име на Македонија, така? Да. Знаеш што ме интересира? Како оди една средба? Ама буквално, кој ја договара средбата? Зошто утре во толку и толку часот се среќаваме негде да преговараме? Кој се јавува? Се јавува медијаторот, кој што Метју Нимиц. Метју Нимиц, кој Добро. што е во името на Обединетите нации. На Вибер пишува или директно звони? Како бре? Најчесто е, па прави се. Сериозно? Може да звони, може да прати имейл, може да се јави во кабинет и така натаму. Добро. И во основа зависи од климата, динамиката, што се случува во периодот. И што правите кога ќе седнете? Еве се гледаме. Здраво, здраво. Како си? Не сме се виделе. Да. Има тако small talk? Да, small talk. Small talk секогаш има. Има, Тоа е така. Протоколар. што го разбива мразот, нели, и прави Така е. малку атмосфера на отвореност. Така. Тоа може да биде шега, може да биде многу често разговор за времето, алузија некоја и така. Жена ми, на глава ми рипа. Ретко. Не такви работи, значи не. Добро, остануваме како таксист. Времето, топло, ладно, тоа е тоа. И, Има добро. земји каде што времето е секогаш се споменува, особено тие што немаат сонце. Јасно. Ние сме малку разгалени овде со нашето сонце. Точно, право си. И добро, седнувате. Тонот го дава посредникот, кажува која е целта на... Се уште се камерите тука или не? Камери најчесто нема, најчесто се по состанокот. Аха, окей. Ако воопшто има, ако е најавен. Така, така. И така натаму, најчесто е најавен од стравот дека да не се мисли дека нешто тајно се случува. Заради тоа. И најчесто има камери, меѓутоа тие не се внатре. Процентуално, колку од муабетите се име, баш име? Се зборува за историја, бидејќи има историска димензија. Проблемот се зборува за право. Се зборува за бидејќи све. има меѓународно право. Аха. Се зборува за политички контекст. Се зборува за друг тип на аргументација. Значи, и тоа е еден дел. Аргументацијата е важна. Лингвист има и јазична аргументација. Добро, секој си Да е со речеме, свој... бидејќи целта е, ќе ви кажем еден аргумент. Аха. Ако е целта да се направи разлика меѓу нашата Македонија држава, Добро. Република Македонија, и нивната Македонија, која што е регион во Грција, Добро. провинција, дури зборот Република, кој што е од латински од рес и од публика, во основа значи јавна ствар, Добро. или значи држава. Значи, дури во самиот збор Република, да. кој што е Те разбирам. вид на уредување, веќе има дистинкција, бидејќи укажува дека нашата Македонија е држава. Кога зборуваме, значи, ова може да биде еден аргумент. Те разбирам. Што мислиш искрено ќе се реши? Набрзо, не знам како да кажам. Како, кој ти е тој gut feeling? Мислам дека е тоа многу сериозно прашање. Мислам дека е неблагодарно да се прогнозира. Мислам дека нема да се реши ако ние чувствуваме дека сме загрозени во смисла на идентитет за тоа кои сме.
тоа мора да се извлече и да се покрие и да биде сосема обезбедено ако ова треба да се реши. Мислам дека треба да се направат, да се одземат аргументите на блокадата, бидејќи во основа негде од 2006 година нашите соседи одлучија да го користат своето членство и во ЕУ и во НАТО, за да си ја зголемат силата во овој процес. И ние во тоа треба да ги извлечеме сите аргументи кои што ја обстојуваат таа блокада. Да направиме да е тешко, скапо, да е срамно дори ако успееме, да се блокира Македонија. Така, тоа е више некоја поголема игра. Тоа е дел, дури и тоа што правиме дома, има рефлексии врз ова прашање. Колку сме ние очигледно добар кандидат? Колку сме ние поочигледно заслужни да почнеме преговори со Европската унија? Едноставно да не сакаат во друштвото. Да не сакаат во друштвото, да има зошто да не сакаат, толку тоа влијае врз тој процес. Така, и ќе им биде потешко на затоа друга е страна. многу важно да не сакаат и да си го заслужуваме тоа. Се случило ли некогаш среде преговори така некој да стане? Да рече, не знам, ова не го толерирам, good evening, sir, farewell, Никола, и да си отиде. Има такви работи или? Се смееш. Во овој процес не. Не? Иако атмосферата се менува, таа може да биде позитивна. Има и тензични моменти. Може да биде многу тензична. Браво. Некогаш е и корисно човек да се отвори, да излезе емоција, која што е вистинска. Да. Имаше во 2001 со председателот Трајковски. Добро. Едни тешки преговори со Хавиер Солана. Кој што во тоа време беше висок представник на ЕУ. Тоа што денеска е Федерика Могерини, имаше измени, има едни други позиции што сега ги има Могерини, меѓутоа Солана, нашата тешка 2001 година, така. Имаше ситуација кога председателот Трајковски му рече, еве ти ја вратата, излези. Вау. Дрско. Солана излезе. Излезе. А, мамбе? Навреден. И минута после тоа, председателот Трајковски ми рече, трчај по него, враќај го. Така што... Успеа да го вратиш? Го вратив. Го врати, ја? Го вратив. Така што има... Сега, ова исто беше една тешка година, на големи искушенија, каде што ние успеавме да се заштитиме ваква Македонија, каква што се имаме. И тоа беше, не знам дали беше спремно, од страна на председателот Трајковски. Тактички ама он, да, веројатно не мислел предходно, ама во моментот одлучил дека тоа може да биде корисно да покаже дека ова не оди. Така. Бидејќи не гази време, морам да те прашам, има дека некои митови се зборуваат. Си бил ли некогаш во исто време на исто место со Никола Поповски или не? Во принцип, ние се знаеме. Да? И предходно... Он е вистински човек? Аха, добро. Види, може би оддалеку подсеќаме. Оддалеку? Нели? Пристојни да речеме. Иако ја тврдам, едниот е добар, другиот не е толку. Ама... Добро. Може да има плюс во таа приказна и а и вие си правевте мајтап. Во емисија? Ми беше дадено знаење дека си имате правен мајтап. Може да биде изгодно, бидејќи ако направам грешка или некоја белја, добро, можам да кажам дека беше Поповски. Фантастично. Министре, Good Nature за гласот, витаминка, се македонски производи се сега. На работ сум, витаминка и ова е интересна работа. Не знам дали си го гледал филмот сигурно, ама книгата не знам, од просветно дело Марсовецот. The Martian, одлична книга од Енди Вир. Дами и господа, тука беше Никола Димитров, министерот за надворешни работи.
Многу е непосреден, многу лабавен, може би бев и прелабав. Меѓутоа се обидував да го извлечем штрафот дипломатски кој што вика внимавај, внимавај, внимавај што кажуваш. Се надевам дека се отворивме доволно на човечка страна да покажем, он тоа нонстон го прави, за мене ова нешто ново. Ама беше весело и уживав, ме тргна малку од мојава секојдневија.